Веќе почнав со мојот нареден гостин, професорот Мирослав Грчев. Професор Грчев, добро утро. Добро утро. Во утрински брифинг почнавме да разговараме за она зашто всушност и сакав да ве замолам да дојдете, а поводот е вашата најнова книга, ова е трета поред книга која што издавате, а која што се однесува, таа е издадена минатата година. Факт е дека издадена е во издание на Темплум, под нашата позната издавачка куќа, кога се работи за, како да кажам, исследење на актуелности и така натаму. Таа е збирка од оние бројни колумни кои што вие ги пишувате во текот на годините наназад и е, би рекол, продолжување на претходните две книги на одреден начин, бидејќи, ако не се лажам, првата ви е 2014, па потоа 2017, втората, ова сега лани издадена, но заради пандемијата некако, бидејќи немаше собирања, можност за промоција и така, остана, може би, малку понедостапна за публиката. Професор Грчев, во неа сте многу остар критичар, како што сте и во вашите колумни за тие што сакаат и ги читаат, на она што се нарекува ВМРО како историја и како актуелност во Македонија. Продолжувате со една острица, дури во вашиот вовет и во еден краток осврт кон книгата велите дека тоа најголемото зло за опстанокот на Македонија. Се обидувам да го кажам малку и со смеење, ама во суштина се многу сериозни тие обидувања. Тоа е лајт мотивот на книгата. Јас избрав еден од насловите на колумните. Јас тие колумни се обидувам да ги правам како тематски или проблемски есеи. Се извинувам, само да кажам, насловот на книгата е "Пирови победи на патот кон Европа". Да. Не знам дали го спомнав насловот на почетокот, затоа убаво ме подсетите. "Пирови победи на патот кон Европа" на еден одреден начин сака да ги обвитка под еден наслов, под една тема, да ги обвитка стотината есеи кои се внатре, кои што разгледуваат различни теми, пошто ја не се врзувам во овие колумни за дневни настани, туку или пак за изјави, нели, кој кому што, туку се врзувам повеќе за феномени, за појави, за движења, за идеи, односно настани кои што се репрезентативни за некакви такви сепак историски значајни работи. Морам да ве прашам, вие сте по образование, се разбира, архитект, долга кариера, професорска на архитектонскиот факултет. Имате и, ако може да се каже, и куса политичка кариера, сепак бевте едно време и градоначалник на центар и така, може би вие повеќе како стручно сте разбира, но се работи за политичка така натаму. Што го инспирира еден човек чие образование де факто е во една потесна смисла, иако во пошироката смисла се разбира дека сите интелектуалци со некакви образования имаат и друг вид на ангажмани, но што ве инспирира, што ве па дури и обврзува, бидејќи ова е многу долга кариера која имате на пишување за овие теми, веќе трета книга, многу сте интензивен, многу сте језгорит, вашите колумни не се... И јас сум човек што пишува колумни, но вие пишувате есеи од колумните, добро, малку се поредки, 2-3 пати, 4 пати месечно и така натаму, зависи како ќе... Што ве инспирира да влегувате во еминентно политички теми, теми кои што се вредносни расправи, за идеологии, за историја и така натаму? Најверојатно, основниот некој внатре, ако влеземе во фројдовска анализа, нели, кај се тие мотивацијски први пламени искри, да човек да работи нешто што во принцип, нели, како што рековте, не ми е работа. Јас сум професор на архитектонски факултет, предавам, ова ќе ми биде последна година од активна служба, во униформа. Предавам урбанистичко планирање, обликување на градот, урбан дизајн и така натаму. А поттикот да се јавувам и да пишувам и да коментирам практично се појави во последните 2 децении интензивно, иако ја
пишувам од кога и професионално некако се бавам, повеќе на урбанистички, на градски теми во тие стари времиња, а во последниве 20 и некоја година ме поттикна фактот дека всушност се случува заедно со нашата независност, заедно со големата таа промена во светската геополитичка сцена од 90-те години, нели? Се случува паралелно и една промена на светогледи. Значи, буквално почнуваат на различен начин да се интерпретираат, да се сваќаат работите. Генерацијски е проблемот или во исти генерации се менуваат светогледите? Проблемот е сега, по мене е планетарен. Затоа што она што првин мислев дека се случува само кај транзицијските земји, а тоа е нагла инфантилизација. Значи, ние заради тоа што го сменивме комплетно идеолошкиот систем и начинот на кој што се толкуваат општествените и секојдневните работи, во 90-ти години ние, како викаат, со мала помош и на нашите пријатели, се претворивме во мали деца. Нас почна да не третираат како да не знаеме да зборуваме и ние почнавме себе си да се третираме како да учиме со пластелин бројки и букви. Значи, тоа е една самоинфантилизација покрај помошта. Еве сега, ние ги правиме првите чекори, учиме како е да е во демократија. Заедно со смената на марксизмот како филозофија, која што го дефинираше светогледот, ние самите се заборавивме себе си. Значи, го заборавивме својот идентитет, својата непосредна историја, заборавивме уопште како се прават работите, како функционираат институциите. Денес Некој тврдел дека во минатото и подобро функционира колку денеска. Јас можам да ви кажам дека сигурно функционира подобро. Значи, доволно сме возрастни и памтиме некои работи кои што и пред да падне системот. Сега ќе видите цели области, научни или области на управување, буквално вие не можете да најдете еден експерт во оваа земја, а можете да видите дека цели институции немаат појма зашто постојат. И зошто е тоа така, професоре? Тоа е заради фактот што ние сменивме парадигма, светоглед, премногу нагло и на погрешен начин. Но на мирен начин. Тоа пак Тоа не е мало постигнување. Да не беше на мирен начин, веројатно немаше ни да зборуваме вака за таа работа. Имавме голема среќа, која не е само среќа, нели? Не ни се случило, туку имаше луѓе кои што во наше име ја заслужија таа мирна транзиција. Ако смеам, се извинувам, па дури и тоа е некаков комплимент за претходниот режим, што се согласи да се разласти без да пружа отпор и да преде во една друга идеолошка матрица без големи потреси. Така да ние предовме, јас прво мислев дека се однесува само на транзицијските земји од Советскиот сојуз и од Балканот и овие така наречени Варшавскиот пакт, нели, помеѓу Советскиот сојуз и нас во Југославија. Мислам дека тоа е наша работа. Сега приметив дека целиот свет оглупавува по истиот принцип, му станува се поплитка меморијата, не може да запамети ни една-две години претходно. Бидејќи констатацијата, иако е сублимирана, веројатно е точна. На што се должи тоа? Ајде да бидам до крај да ве турнам.
Не ли тоа резултат малку и на овој ужасен брз напредот на технологијата, на комуникациите, на тоа што сега секој може со што се да се занимава. Вие сте долгогодишен професор по урбанизам, верувам дека некој на Facebook ќе ви одржи лекција затоа што кој има, да речеме, 22 години, можеби 3 години школа за нешто, ќе ви одржи лекција за урбанизам, бидејќи на интернет има се. Може дури да се цртаат планови на куќи и на згради без архитекти и така натаму. Не е ли тоа дел од приказната едно? Сигурно дека е дел од приказната, бидејќи веќе има потполно веродостојни и проверени истражувања на невролозите и невронаучниците, кои што го следат и сега го откриваат, тоа е револуција во невронауката, го откриваат функционирањето на мозокот и тоа на клеточно ниво. Тоа стана можно дури последните 10 години, така да правени се многу истражувања и има веќе прецизни и неспорни резултати дека служењето со екрани уште и пред да станат активни, а со активните уште повеќе, односно со сервиси кои што за тебе памтат, бараат, со алгоритми кои што истрчуваат пред тебе, уствари било што ќе помислиш да направиш, и алгоритмот како да истрчува ти го скрати патот. Тоа опличување, претварање на светот во дводимензионален свет. Заглупување, сакате да кажете? Е чисто заглупување, кое што се мери на невронски ниво, буквално со претварањето на мозокот во чорба. Бидејќи и јас следам нешто од тоа, бидејќи сепак предавам и социологија, тоа промена во когнитивното доживување на светот, така се велат овие истражувања последните 10 години, потврдува дека луѓето почнуваат различно да размислуваат. Различно го доживуваат светот од она пред технолошката доба, како се формирала когницијата. Професоре, сепак да ве прашам, добро, ова се што го опишувате е еден нагол на гледање, но некој ќе каже, па тоа е суштината на демократијата. Да луѓето сега, да секој може да постане, како да кажем, председател, да секој може да постане главен архитект, да секој може... Не е ли тоа другата сега крајност со која некој ќе ве нападне? Па не, затоа што едната со другата нема врска, нели? Приказната како се направени системите на представничките демократии, нели? Како некој може да стаса проодноста по вертикала или по хоризонтала на луѓе, дали може случаен човек да стане председател, што видовме дека е настан кај нас више, кој што секојдневно се случува по свет. Веќе ништо не е, дали е тоа стендап комедијан, нели, како што е Зеленски, или е тоа било кој, да не е. Така е, има колку сакате. Така да таа проодност веќе цел век се развива, дојде до некакви екстреми. Мислам дека демократијата сама по себе нема никаква врска со овој голем процес на заглупавувањето на планетата. Затоа што, погледнете, колку се тие огромни процеси и колку се сложени. И една од причините за заглупавувањето е што сложеноста ни станува се подостапна. А нашите мозоци не се подготвени да пратат повеќе работи наеднаш, да трчаат по илјади информации наеднаш. Еве, случајно вчера го ја прочитав тој податок дека прерачунале дека нормален, обичен човек во текот на денот 300 стапува во контакт со информации, значи чита и прегледува за 360 гигабајти. Што очигледно е дека не може да преработи, не затоа што мозокот нема капацитет. Мозокот има потполно несомерлив капацитет за обработка. Па ние користиме се на се 15% од таа сива маса. Не, уствари го користиме сите 100% и тоа е откриено последните неколку години, што е многу интересно, али е тема за друга емисија.
Идејата е дека ова се исцепкани информации. Значи 360 гигабајта од 3600 парчиња информација. Тоа е премногу и така да ние уствари сме како кокошки што колваат по дворот, по површина на дворот. А секоја кокошка понекогаш и ќе колне нешто што професор, дури и слепа. Така е, да ве вратам на книгата. Ви извади од такт, би се рекло, она владење на Груевски, особено од 2009-10 година наваму. И тоа се гледа и по вашите коментари. И тоа е, може би, една од главните, како да кажем, едноставно, жестоко се спротестувате на тој сепак еден недемократски режим кој што на крајот заврши така како што заврши, а чии последици и денеска, вие сте еден од овие заговорници кои велат што се случи со Скопје 2014, уште ништо не е чепнато и така натаму. Сакам да кажам, многу ве изнервира тој режим, ако смеам да бидам. Па гледате, тоа беше комплетна негација на сите општествени, културни дострели на македонската посебност. Пошто ние сме проект, нели? Проект кој што ги бара своите канали да се реализира, да расцвета. Во еден момент 44-та година се отвара форматот за нашето процутување. 44-та година, кога ќе видите каков е нашиот културен производ и општествен, какво општество направивме за тие 40 години, феноменално. Мислам, во светски рамки. Од каде што се тргне до каде се стигне. Апсолутно. И на крај можеше да се мери, можевме да се тркаме, затоа велам, во апсолутни категории, не во релативни, ова што велите од кај што, него во апсолутни. Можевме да се мериме буквално со било кое општество од тие што се на врвот. И да видиме кој е во што е подобар, во што е полош. Значи бевме не само споредливи, него бевме шампиони. За да во меѓувреме ни се случи не само таа инфантилизација, оглапување и така натаму, него и тотална регресија. Ментален и општествен повраток наеднаш по 70, по 100 години наназад, почнавме да одгајуваме митологии од пред 100 или од пред 2500 години и почнавме да се бавиме со создавање на нов идентитет. Ние бевме тие под водство на ВМРО, значи со државен инженеринг ние го разнебитивме собствениот идентитет, а 2014 чудовиштава што се уште негибнати по центаров на градот, се де факто, тоа се нели оние рани и струпки на лицето на терминално болен човек од сида. Нешто што се распаја. Значи, нашето општество со тие споменици покажа дека внатре длабоко во тој нуклеус културен кој што произведува македонски јазик, култура и воопшто таа повеќе културна нека, не зборам само за македонска. Таа не беше само уништена со актите на таа заробена држава која што уствари беше фашисоидна една ретроградна фашисоидна диктатура, туку остави очигледно и реверзибилни последици врз нашите мозоци. Институциите покажаа дека еве и 5 години после демонтажата на фактичката диктатура, општеството не е во состојба не само да ги очисти, да ги изруши тие, а тоа е работа од 2 недели. Никаква работа, нити е нешто страшно, нити кошта не знам какви пари. Значи, се е тоа митологија за да не се направи, што ќе рече дека процесот на умирање наше, општествено и културно, ВМРО-вското владење на Груевски само го извади во една гротескна, видлива форма на плоштад со овие грозни скулптури. Меѓутоа, тоа што се тие уште таму
и што во меѓувреме, пазите, во меѓувреме ова општество не успеа дебата да направи. Немаше стручна, обштествена, никаква дебата немаше. Него само со волја на интерес на медиумите, на новинарите и на неколкумина од нас што продолжевме да бидеме на тој пат да укажуваме дека тоа не е па ова е минато, ова се споменици на минатото, тоа се случило, како и да е, тоа нека... Не, тие зрачат со таа погрешна фашистоидна порака, со тој кич. Знаете, едно дете кое ќе се разбуди или ќе се роди, нели, во Венеција или во Фиренце или во Болоња, тоа гледа околу себе таложена култура со феноменални дострели. Нашите деца, кои ќе видат, што можат да помислат нашите деца, кои ќе видат дека најголемиот споменик, на најцентралното место, најважното, каде што една држава остава символ на својот врв. Ние ставаме една кич, пролупотина од некадарна скулптура со чудовишни димензии, кој што го слави Александар Македонски, кој што случајно има исто име, нели, преку географската приказна и никаква друга врска. А изгледа као да ја измислил македонската држава, да го измислил јазикот, културата, да ги напишал сите наши книги, драми и обштествени придобивки и еве сега ние викаме, сега ќе ти се заблагодариме. Професоре, ви оставив 5 минути плюс за ова да го кажете, иако сме веќе 10:10 речиси, а вестите беа во 10, да подсетам Пирови победи на патот за Европа, издание на Темплум. Книгата може да се набави ако ви се јават вам, низ некои од книжарите, ја има сигурен сум, а и во Слободен печат. Ова е посебна прилика. Овде во редакцијата на Слободен печат има 100 примероци кои што секој кој што ќе реши по овој дожд да се прошета и така до градски трговски центар и да се качи на втори спрат во редакцијата на Слободен печат, може да добие бесплатен пример. Така е, еве тоа е нешто што сакам да ја завршиме оваа кратка дебата. Ви благодараме за оваа прилика. Ви честитам уште еднаш и на книгата. Сигурен сум дека темите кои ги расправате и ги расправаме, че има уште прилично години да се навраќаме на нив. За жал или за среќа. Благодарам и вам.